За една година несреките погребаа тројца работници од истокот, а 12 трајно осакатија. Ова го покажуваат најновите анализи на Македонското друштво за заштита при работа, кои денес беа презентирани во Штип. Административците ги пријавуваат своите повреди на работа, потоа безбедносните сили како што е полиција, војска и слично. И во земјоделието, тоа се оние повреди со управување на моторни возила, најчесто со трактори, нели? Професионалните заболувања, загадувањето, хемиските испарувања од пестициди, изложувањето на надворешни топлотни бранови и слично. На второ место продолжуваме нели со градежништво, рударство. Во изминатите години најмногу семејства во црно завија рудниците, но за среќа состојбата овде, иако е далеко од идеална, оди на подобро. Системите се имплементирани во сите рудници и она што посебно ме радува е тоа што значењето на овие системи го препознаваат и вработените. Затоа што не сме веќе во ситуација да работодавачот ги направи сите можни мерки за заштита на вработените, а вработените не ги почитуваат. За работите со безбедноста да тргнат на уште подобро, треба многу работа, труд и контроли, што значи многу повеќе од обично исполнување на законските норми. Сите чинители, сите актори во безбедноста треба да се вклучат и да имаме една заедничка координација која на краишта е во полза на самиот вработен. Оти животот е најскапо нешто. Не само за човекот кој ќе се проводи или ќе загине, или за семејството. Така што новиот пристап е не да се занимаваме со последиците, него да се занимаваме со превенцијата. Инаку на ниво на држава бројот на несреќи при работа последниве години е во пораст. Во 2013-та на работа настрадале 98 лица, од кои 28 завршиле фатално. Лани бројот на несреќи се зголемил на 130, а 42 починале од повредите.